Животот продолжува, а секој нов ден е нова борба за подобра иднина. Вака во една реченица 36-годишниот кочанчанец Драган Давидковски, еден од повредените, го опишува периодот од несреќата во Пулс до денеска. Тој се бори со лузните, но и со сликите кои го прогонуваат од таа кобна ноќ. Во пожарот изгубил двајца пријатели со кои заедно излегле. Вели дека денеска во нивна чест, но и во чест на сите кои го загубија животот, учествува на кошаркарскиот натпревар меѓу повредените кои се лекуваа во Македонија и странство. Животот продолжува натаму. Имам уште некои повреди, се лекуваме. Имам повреди изгореници, имав внатрешни повреди и одеме сега еднаш во Скопје на ласер. Доаѓаат пулмолози овде редовно во Кочани, не прегледуваат во болницата. Бевме на концерт, да, отидовме околу 1,5 часот и за жал после 1 час се случи тоа што се случи. Бевте со другари, со пријатели? Да, бев со супругата, со другари. Денешниот кошаркарски натпревар меѓу повредените кои се лекуваа во државата и странство е можност младите луѓе да покажат што постигнале во техот на рехабилитацијата. Воедно кошарката како тимски спорт испраќа силна порака, дека и по тешките моменти тие продолжуваат да се поддржуваат и функционираат како тим. Многу од нив претходно се познаваа, во цел процес се сближија. Голем дел од нив се и во публиката денес и нас ни е гордост и како општество и како институција што се тие живи, што продолжуваат со нивниот живот, што се враќаат на нивните секојдневни активности, особено на спортот, бидејќи спортот е еден вид, значи со оглед на тоа дека имат изгореници на рацета, еден вид на физикална терапија. Во рамки на тридневното одбележување на годишнината од трагедијата беа организирани неколку спортски активности, велосипедска и атлетска рекреативна тура. Започнуваме со неколку рути, се со цел оддавање почит на прерано заминатите наши дечиња и поддршка за повредените. Околу 500 учесници се најавени за денеска. Имаме друг еден настан кој е горе на Пониква, исто така над 500 учесници планинарска рута. Средствата собрани од кошаркарскиот натпревар ќе бидат наменети за изградба на споменик за жртвите во пожарот во дискотеката Пулс.